Докажани професионални, но и нови свежи кадри во новата влада на Македонија која ќе ја предводи идниот премиер Христијан Мицкоски. Со речиси сите најважни ресори во идниот владин состав ќе раководат министри од ВМРО ДПМН. Во внатрешни работи ќе биде Панче Тошковски, до вчерашниот технички министер. Тој е дипломиран правник, адвокат со големо искуство, кој во својот технички мандат успеа да исполни главната цел поради која ВМРО ДПМН влезе во техничката влада, спречување на изборна кражба. Преку социјалните мрежи Тошковски му се заблагодари на партискиот лидер за дадената можност да раководи со МВР и вети силна борба со цел побезбеден живот за граѓаните. Искрено благодарам на председателот Христијан Мицкоски, како и на сите членови на извршниот и централниот комитет за довербата и поддршката која ми ја укажаа. Ветувам дека ќе работам неуморно за подобрување на условите за живот на сите граѓани и за обезбедување на безбедна, просперитетна и праведна Македонија. Со дипломатијата ќе раководи новиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Тој е потпредседател на ВМРО ДПМН и профилна личност која важи за високо почитувана во Европа и светот. На социјалните мрежи напиша дека на функцијата стапува со цврста решеност и посветеност да работи исклучиво за интересите на Македонија и сите граѓани. Пред камерата на Алфа пред 3 месеци при посета на Виена говореше за тоа што ќе бидат главните цели на македонската надворешна политика. Каква надворешна политика ќе има Македонија? Ќе има надворешна политика која што е фокусирање за остварување на опипливи резултати за својата држава, надворешна политика фокусирана на економската дипломатија, односно привлекување на странски директни инвестиции, но и негување на тие инвестиции кои што веќе ги имаме во државата. Нова министерка за финансии ќе биде Гордана Димитриевска-Кочовска, актуелен потпредседател на ВМРО ДПМН. Таа е дипломиран економист со повеќе меѓународни обуки. Најголем дел од својата кариера има минато во приватниот сектор, а одреден период беше директор на финансии во Елем. Вели свесна за одговорноста која е пред нејзе, но потенцира дека со посветена работа секоја препрека ќе била надмината. Програмата по која ќе работи идната влада на Република Македонија има голема задача, а таа е враќање на Македонија на народот. Не чека многу работа и уште повеќе проблеми. Празен буџет кој е лошо планиран и што уште не. Но ќе работиме. Тоа е единственото што го знаеме, затоа што секој од нас е посветен работник. Со одбрана ќе раководи Владо Мисајловски, еден од најблиските соработници на Мицкоски, потпредседател на ВМРО ДПМН, како и поранешен министер за транспорт и врски кој важеше за доста успешен во својата работа. Преку социјалните мрежи вели дека ќе го даде последниот атом за татковината со честна макотрпна работа за достоинствена Македонија. Силно ќе се заложам за подобрување на условите во македонската армија и подобрувањето на одбранбениот стандард, одбранбената готовност и модернизацијата на армијата, како и подобрување на условите за униформираност и цивилниот кадар во Министерството за одбрана. Односите со нашите стратешки партнери да бидат уште позасилени, а армијата да биде лицето на државата која ќе сведочи за незината организираност. Со новото Министерство за спорт ќе раководи Борко Ристовски. Тој е и повеќе од познат на јавноста, поранешен репрезентативен голман во ракомет, кој поради своите одбрани во дресот на Македонија своевремено од навивачите ја имаше титулата министер за одбрана. Тој во својата кариера бранеше за Вардар Металург, имаше неколку интернационални ангажмани, меѓу кои во најтрофејниот европски клуб големата Барселона. Ветува дека ќе работи напорно за враќање на спортската гордост на Македонија и успешните резултати кои ги имавме пред само неколку години. Генерално во Македонија и во спортот посебно владее корупција, владее непотизам огромен, така да мислам дека Министерство за спорт ќе биде едно решение кое што ќе донесе помал маневарски простор за сите оние кои што се влезени во спортот за да имаат некој личен бенефит, а од друга страна ќе ги отвори портите на професионализмот, на резултатите. Со уште едно ново министерство за енергетика, рударство и минерални суровини ќе раководи Сања Божиновска. Таа важи за еден од најголемите експерти и познавачи во Македонија во сегментот енергетика. Министер за информатичко општество и дигитална трансформација ќе биде Стефан Андоновски. Тој е секретар за меѓународна политика на ВМРО ДПМН, а во последната техничка влада беше заменик министер за информатичко општество и администрација. Со земјоделие ќе раководи Цветан Трипуновски, кој во 2 наврати беше заменик министер во техничките влади. Важи за познавач на проблемите кои ги имаат земјоделците, кои веруваат дека токму тој може многу да им помогне за подобар живот. Вице-премиер и министер за транспорт и врски ќе биде Александар Николовски, еден од најблиските соработници на Христијан Мицкоски. Тој важи за човек со висок респект кај стратешките партнери на Македонија. Со Министерството
Министерството за култура и туризам ќе раководи Зоран Љутков. Тој е дипломиран актер со голем број театарски и филмски улоги. Со локална самоуправа ќе раководи Златко Перински, поранешен директор на Скопски водовод и спортскиот центар Борис Трајковски. Тој има и менаџерско искуство во приватниот сектор. Министер за односи меѓу заедниците ќе биде Иван Стојковиќ, долгогодишен пратеник во Собранието и претседател на Српската партија, долгогодишен коалиционен партнер на ВМРО ДПМН. Министер за образование ќе биде Весна Јаневска, која е претседателка на партиската комисија за образование, како и универзитетска професорка на медицинскиот факултет во Скопје. Вице-премиер за политички систем ќе биде Љупчо Димовски, досегашен пратеник, поранешен министер за земјоделие и претседател на Социјалистичката партија, коалиционен партнер на ВМРО ДПМН. Министер без ресор задолжен за интеграција на декарата на ромите ќе биде Шабан Салију. Од знам на Максим Димитриевски доаѓаат министрите за правда и администрација, каде ќе бидат Игор Филков и Горан Минчев. Преостанатите министри сворат во рацете на Вреди. Фатмир Лимани ќе биде за социјална политика, демографија и млади, Бесар Дурмиши за економија и труд, Арбен Таравари за здравство, Изет Меджити прв вице-премиер и министер за екологија. Вице-премиер за добро владење ќе биде Арбен Фетаи.